Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Следува рубриката Да си кажеме, а ова утро ќе зборуваме за економијата и тоа за економијата во услови на војна во Украина и на продолжена пандемија на COVID-19. Светските берзи се во континуиран пад, особен силен пад беше забележан неделава на азиските берзи. Еврозоната е пред рецесија, а доларот е речиси израмнет со еврото, меѓутоа и рублјата е многу силна деновиве. Доволно теми и дилеми, провокации за разговор со Бојан Цветановски од АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари. Господин Цветановски, добро утро, добре дојдовте во утринската на Телма. Добро утро на сите гледачи на Телма. Ќе зборуваме за финансиските пазари во светот, меѓутоа и за она што ќе се случува во Македонија, бидејќи Македонија не е изолиран остров, иако е мала и увозно зависна економија. Така е. Она што е последно, Централната банка во неколку наврати ги зголеми каматите на благајничките записи, тоа што би значило во превод поскапување на парите, Так. и ги повика комерцијалните банки сами да одлучат доколку ќе ги поскапат своите кредити и на колку ќе ги зголемат каматите. Ќе Така. поскапат ли кредитите во Македонија? Па секако да, меѓутоа тоа е еден нормален процес. Значи тоа е тренд во светот, гледаме дека сега се враќаме на еден тренд на зголемување на каматни стапки и тоа е, да кажеме, нешто нормално во вакви услови на зголемена инфлација, на зголемени инфлаторни притисоци. Народна банка ги зголеми каматните стапки на благајничките записи на последната аукција за 25 базни поени и сега стапката изнесува 2%, со што дава сигнал дека настапува период на повисоки каматни стапки, што е, пак е повторно нормално во услови на зголемена инфлација. Банките некако срамежливо тргнаа прво со зголемување на каматите за орочените депозити. Така, За да ги привлечат веројатно граѓаните повторно своите пари кои ги извлекоа од банките во периодот на почетокот на војната во Украина, кога владееше оној страф и паника и кога панично се изнесуваат депозитите, да си ги вратат во банкарските сефови и за тоа да добиваат одредена камата. Да. Меѓутоа се очекува да поскапат и кредитите на извесен кус рок. Секако да, тоа е нормално, значи првин се оди со зголемување на во пасивата на банките, значи кон депозитите на штедачите. И тоа е нормално со тоа што, да кажам сега, овие каматни стапки даваат и пренос на македонскиот денар како привлечна валута за штедење. Значи веќе маргината помеѓу денарот и еврото е значителна. Значи имаме 2% кај благајничките записи, еврото ако земеме според политиката на Европската централна банка, депозит facility rate е се уште негативен, значи минус 0,50. Кај нас каматните стапки на еврото се приближно кон 0, што значи дека имаме поволна маргина во корист на денарот, што е секако позитивно. И се разбира, после пасивата, за да биде одржана таа маргина помеѓу купувам-продавам кај депозитите, да кажам, се оди кон зголемување на каматните стапки на кредитите. Така, сите овие мерки Централната банка ги влече, ги спроведува со цел да ја заузда инфлацијата, Да. бидејќи таа бележи растечки тренд и во последните месеци, веќе влеговме и во двоцифрена инфлација. Да. Забележавме, долго не сме имале таква инфлација. Колку овие мерки ќе ја зауздаат инфлацијата? Јас мислам дека ќе ја зауздаат инфлацијата, значи дека бројката темпото на пораст ќе се намали. И нели, како што кажав и минатиот пат, очекуваме од септември да има стабилизација. Единствено сега, да кажеме, во европски рамки ние мораме да гледаме така, нели, како дел од Европа сме секако. Значи сега во Европа имаме едно големо прашање кое што е, да кажам, се поставува, што ќе се случува со испораката на газ од Русија. Значи тоа е, да кажам, круцијална тема и врз основа на овие, да кажам, што и кажавте информации и на меѓународните пазари што се случуваат. Значи ситуацијата би била далеку поедноставна доколку ова прашање не постои. Бидејќи Русија покажа дека, да кажам, тие најави што ги имаше, дека почне да ги спроведува. Значи почна да редуцира испораката на газ кон Европа, а еврозоната 61% од газот го набавува од Русија. Што значи дека ако и понатаму се продолжи со таа редукција на газот, а зголемување на цените, тогаш
ќе има потешкоти во борбата со инфлацијата. Да, најавите се такви, впрочем и германскиот канцелар Олаф Шолц ја подготвува јавноста. Последните вести од Германија велат дека германските граѓани се подготвуваат за подолготрајна криза што нема да трае или да заврши во рок од неколку месеци, и ги подготвува своите граѓани за и натамошен раст на цените на производите. Како во такви услови, кога и она што Русија го најавува почна да го спроведува, најавите се дека и натаму ќе секнува рускиот газ, а Европската унија ќе бара алтернативи за овој енергенс, и ако инфлацијата расте во Германија и во еврозоната, зошто сметате дека во Македонија би можеле да се надеваме на смирување на ситуацијата од септември? Врз основа на што? Да, значи, како што кажав, значи, можно е тоа, меѓутоа ризик кон ова сценарио е ова со гасот, да кажем. Значи, ако дојде до редукција на испораката на гасот, значи ако се продолжи со тоа, тогаш секако ќе бидеме и ние како дел од, нели, од, да кажем, дел од Европа, ќе бидеме и ние под тоа влијание, под влијание на тие настани. Бидејќи редукција на испорака на гасот значи дека цените ќе останат високи кај енергенсите. Тука ќе дојде под ризик политиката на Европската централна банка. Значи Европската централна банка планира на овој состанок што е сега во јули, во втората половина на јули, да ги крене каматните стапки. Меѓутоа нема да се придвижи во позитивна зона, туку ќе биде од минус 0,50 на минус 0,25, меѓутоа со некој понатамошен таргет од 1% до крајот на годината. Ако дојде до ова сценарио, нели што почна во Полска, па во Бугарија, па и со Германија имаме редукција на испорака на гасот, тогаш може би ЕЦБ да се откаже од овие планови, и тука ќе настане една, да кажам, непријатна ситуација, значи на забавување на економскиот раст, бидејќи ќе биде ограничен, нели, ако нема енергенси, веројатно ќе има редукција на активностите на компаниите и ќе дојде до ситуација на рецесија со висока инфлација. Со тоа што на ЕЦБ ќе бидат рацете на некој начин врзани од аспект на монетарни мерки во борба со инфлаторните притисоци. Да, и Значи тоа би влијаело, нели, секако и на овој дел од Европа и на Балканот. Така тука тоа е ризик кон ова сценарио за стабилизација. Тоа е едно од најлошите сценарија за кое зборувавте за време на вашето претходно гостување, мислам дека беше на почетокот на април, е дека постои ризик од стагфлација, она што го рековте, рецесија, инфлација, растечки цени и производство кое е во постојано опаѓање. Така. Тоа е најдраматичното нешто што може да и се случи на Европа, со тоа и на Македонија. Како во такви услови би пливала македонската економија? Видете сега, значи од аспект на, сега ќе зборам од аспект на европските случувања. Значи тоа е можно, мислам, во минатите, да кажам, во економската историја познава и такви периоди. Сега, тој период на висока инфлација и низок економски раст ќе треба, нели, некако да се преброди, меѓутоа сепак ќе напоменам дека тоа е се уште ризик. Значи не е сигурно. Моментално падот на берзите и растот на доларот се должи на тоа. Уствари ние во основа немаме раст на доларот, туку пад на еврото. Бидејќи еврото паѓаше по сите парови, по други валутни парови. Така да тука доларот е во полза, меѓутоа и другите валути пред се, значи ризикот е ориентиран кон еврото и тоа е, да кажам, сега основното сценарио. Меѓутоа тоа не е со сигурност дека ќе се оствари. Јас не би одел на таа екстремна варијанта дека тоа ќе биде баш конкретно, нели, целосно запирање на гасот и така натаму, меѓутоа можно да има некои проблеми во снабдување. Дали ова што го велите дека не станува збор за јакнење на доларот, туку за пад на еврото, значи дека граѓаните кои имаат заштеди во евра треба да ги префрлат во долари, да купат долари или некоја друга валута? Што би ги советувале? Видете, значи американскиот долар е во раст веќе цела година. Значи постепен раст. И тука, нели, тоа зависи дали е тоа кейс на американскиот долар или кейс на еврото, бидејќи тоа е пар евро-долар. Значи, дел се должи на силината на американската економија, дел се должи на слабоста на еврото. Значи, зависи од случај до случај. И сега, имаме една, да кажеме, еден резултат кој што американската економија е со добар раст, со растечки каматни стапки, значи се очекува стапките на доларот да достигнат до 3%.
И тука има некој ризик од рецесија, значи имаме некои предпоставки дека може и тоа и кај американската економија да предизвика забавување, таков пораст на каматните стапки, бидејќи Фед ги зголемува каматните стапки интензивно. На последната седмица ги изголеми за 75 базни поени. Тоа е скоро цел процент еднократно, веднаш значи ги изголеми. Меѓутоа, гледано технички, од страна на техничката анализа, евро-долар прекрши едно ниво на поддршка кое што е мултидецениско, да кажам, значи не е ни мултигодишно. 20 години, значи од кога е воведено еврото, нивото на поддршка е од 1,0350 на евро-долар, беше прекршен токму на овие вести за можна стагфлација во Европа. Значи, кога ќе се прекрши тоа ниво, од технички аспект гледано, отворени се можностите доларот да стане појак од еврото. Што веројатноста за тоа е сега зголемена, значи можна тоа да биде се случи и од десен. Значи доларот да биде појак од еврото. Иначе како препорака не можеме да дадеме препораки секогаш, нели, сите сценарии имаат свој ризик, меѓутоа моментално девизниот пазар, меѓународниот девизен пазар му е наклонет на доларот. Така. Да. Во исто време силен раст забележа и руската рубља. Така е, да. И сега ако се суди според тоа, најголем губитник се земите од еврозоната, бидејќи еврото бележа најголем пад во овие месеци, доларот јакне, а да, на највисоко можно ниво е руската рубља. Како се случи ова на финансиските пазари, доларот и рублјата да бидат толку силни, а еврото да падне? Видете, Русија се прилагоди на ситуацијата многу да кажам, многу еластично и многу добро се снајде во дадената ситуација. Веројатно сето тоа беше предвидено и антиципирано и претходно. Значи, нафтата ја пренасочи кон Кина. Значи, сега главен купувач на нафтата е Кина. На гасот се уште е најголем купувач Европа. Меѓутоа, она започна да ги намалува испораките на гас, а цената да ја зголемува. Значи, 4-кратно ја зголеми цената. Така да, они имаат приливи по тие основи и со Азија непречено тргуваат и комуницираат и за енергенси и за стоки. Така да рублјата поради тоа своето ниво си го одржа и дури зајакна. Така, можеше Европската централна банка, односно водечките земји во Европската унија, Германија, Франција, Италија, да изиграат поинаку за да го заштитат нивото на еврото, да не падне толку? Па видите сега, има ли други инструменти освен зголемување на каматните стапки? Од аспект на конкретно за еврото како валута, не е тоа ништо, да кажеме, екстремно или страшно. Значи, тие се нормални економски циклуси на крајот на криштото, ако земеме. Самата генеза, мислам, и на самата инфлација, таа сега може би е, да кажеме, работата е покомпликувана бидејќи поради настанатиот воен судир. Инаку, јас лично, мислам, ја очекував инфлација, очекував да се појави инфлација и да немаше воен судир, ќе настапеше период на повисока инфлација. Таа, да кажам, економска приказна има генеза малце од поодамна и тоа пред се должи на расчекорот помеѓу производството и потрошувачката помеѓу Кина наспроти Америка и Европа. Значи, ние знаеме дека на почетокот од овој век, односно од 2000-та година, значи, производството Америка и Европа практично го преселија во Кина. На некој начин. Заради поевтината работна сила. Поевтината работна сила. И ако погледате дека денес Кина во вкупниот бруто општествен производ глобален учествува со речиси 20%, а ако погледнете дека просечните плати и нивото на расположлив доход е се уште највисок во Соединетите Американски држави и во Европа, ќе видите дека тука постои расчекор помеѓу производството се одвива во Кина, а потрошувачката се одвива во Европа и во Америка. Треба да биде битно е, значи да напоменам дека сепак да се вратиме на економските фундаменти и на основите на банкарското работење, дека парите се сепак посредник во материјалната размена. И сепак најбогати земји се тие што имаат најголемо производство. Кај инфлацијата битно е да кажам дека инфлацијата не е секаде 8 или 10%. Ако погледнете првите три земји кои што имаат највисоки девизни резерви, тоа се Кина, Јапонија и Швајцарија, ќе видите дека тие моментално имаат инфлација меѓу 2 и 3%. Што значи дека држави кои што имаат здраво производство, кои што се извозно ориентирани, во актуелната ситуација
Немаат голема инфлација. Немаат голема инфлација, на нив им се одвива нормално економската активност. Што значи дека овој тип на прилагодување кој што не можеше да се оствари преку девизниот курс, бидејќи од аспект на потрошувачката и производството, значи тие прилагодувања беа на некој начин се одвива преку девизниот пазар, преку девизниот курс. Односно тоа значеше дека кинескиот јуан требаше да има многу повисока вредност сега. Што да, тоа сега да ве прашам, Да. дали ова значи дека швајцарскиот франк, кинеската валута, јуанот или јапонската валута на долг рок им се предвидува добро сценарио, односно раст на однос на другите валути? Само да се докажам, Кина, Народна банка на Кина го држи кинескиот јуан фиксен. Значи курсот е фиксен со доларот. И тој курс е потценет од аспект на јуанот. За тоа таа ја одржува својата конкурентност во меѓународната економија. Значи она држи се уште ја одржува таа ситуација на ефтина работна сила. Тој е контролиран курс помеѓу јуанот и американскиот долар. Како функционира денес трговијата со Кина? Значи кон Кина најлесно е да платите со американски долари. Компанијата таму ги прима американските долари во Кина, ги разменува во јуани, а американските долари одат во резервите на Народна банка на Кина. Со тоа значи дека тој потценет курс ја одржува конкурентноста на кинеската економија, меѓутоа од аспект на тоа ги држи неконкурентни економиите на Европската унија и на САД. Така да тоа прилагодување на стандардот помеѓу производството и потрошувачката доаѓа сега преку инфлацијата, која што реално представува пад на економскиот стандард, односно прилагодување на економскиот стандард во однос на производството. Бидејќи вие ако погледнете, Европската централна банка се уште сега, како што кажав, држи негативна каматна стапка. Тоа е неконвенционална монетарна политика. Таа започна во 2008 година, после финансиската криза во САД. И еве сега веќе, повеќе од 10 години, се уште тие мерки се на сила. Што значи дека европската економија цело време има на некој начин финансиска помош од Европската централна банка. Така, да се вратиме во Македонија, следната недела е предвидена следната аукција на благајнички записи. Дали очекувате Централната банка повторно да ги зголеми каматите? Дали веднаш ќе ги зголеми на оваа аукција, не би можел да кажам, меѓутоа јас очекувам дека ќе има понатамошен раст на каматните стапки. Мислам дека некаде до 2,50 би требало да бидат благајничките записи. Очекувам, како што кажав, тоа е нормално и треба сите да бидеме свесни дека овие каматни стапки не се високи. Значи не се високи овие каматни стапки, ние во претходните декади имавме каматни стапки од 4-5%, 7%. Ова е, да кажам, во принцип еден нормален процес, сега што се одвива. Единствено да кажам овој воен суд што тоа целата ситуација во Европа ја компликува. Тоа е. Што се случува на македонскиот девизен пазар? Колку девизи се тргуваат на дневно ниво? Која е најбарана валута во овој период со оглед на тоа што станува збор за лето, се наоѓаме во период на годишни одмори, голем број граѓани можеби разменуваат девизи за потребите на годишниот одмор. Меѓутоа претходно имавме тренд на подигање на депозитите од банките поради стравот од војната во Украина. Да. Каква е моменталната состојба на девизниот пазар? Што се случува? Состојбата на девизниот пазар е дека еврото моментално се наоѓа во состојба на пад, значи кај нас е во состојба на пад. Сега девизните трансфери од странство се зголемени поради сезоната на туристичката сезона. Дневниот промет е околу 60 на милиони евра. Најтргувана валута е еврото, меѓутоа таа 80% од трансакциите се одвиваат во евра. Меѓутоа има сега и значителен прилив и на швајцарски франци. Значи нивниот удел околу 12% во прометот. И сега моментално понудата е нешто поголемо од побарувачката за девизи. Значи понудата на девизи е поголема од побарувачката и еврото средниот курс од 67-69-50 сега е 67-65 и ќе оди уште надолу, ќе паѓа еврото. Значи ова ќе биде период на голема понуда на девизи. За разлика од оној период на првичен страв по избунувањето на војниот конфликт во Украина во март, кога некои менувачници дури намерно тенденциозно ги крија девизите, па беа и санкционирани, односно предупредувани од Централната банка. Сега во менувачниците има многу девизи. Да, има доволно. Има што нема
Тоа помина, значи тоа веќе заврши, да кажам, сега има девизи и повеќе од побарувачка. Дали е во се уште тренд зголемено подигнување на денарските или девизните заштеди од банките, професионалните банки? Не. И тој тренд запре? Да, запре трендот. Дури сега има враќање назад на депозитите, така. Поради растот на каматите, за она што го спомнате. Да. Добро, граѓаните кои ќе се одлучат да ги вратат парите во банка или кои имаат заштеди, вие рековте дека не би сакале да давате тука некакви конкретни совети, меѓутоа на долг рок која е најбезбедна валута за штедење, дали еврото, доларот, франкот, фунтата или пак можеби рублјата, што би советувале? Во што да штедат граѓаните? Видите, кај македонскиот денар и кај еврото немаме ризикот од курсот. Значи кај нас е евро-денар, односот е фиксен, речи си фиксен, да кажем, нели со мала толеранција. Кај другите валути може да треба да се прифати ризикот од нивната флуктуација. Нели, како што кажав ми претходно, моментално трендот е таков да е, нели, американскиот долар, австралискиот долар се во пораст, така да тука може да се штеди во тие валути, меѓутоа секогаш треба да се има предвид дека тука имаме курсен ризик. Значи, ова се сите овие, да кажам, предпоставки и трендови се со одреден процент на можност на реализација. Не е тоа, нели, никогаш не е 100% сигурно. Така, и не би можеле со 100% сигурност да советувате некого своите пари од една валута да ги префрли во друга, меѓутоа на долг рок, со оглед на стабилноста со години наназад на швајцарскиот франк. Дали можеби треба да се одлучат граѓаните за некоја така безбедна валута која со години е на некоја стабилно ниво? Видите, франакот, нели, минатиот пат кажав, он е преценет сега моментално и неговата вредност, висока вредност, се должи на безбедносниот момент во Европа. Значи, на тоа се должи. Тој има и се уште негативна каматна стапка од минус 0,25 и тој расте, франакот расте во услови на кога имаме, значи, услов на зголемен безбедносен ризик било каде во светот. Значи, тој е како safe haven валута. И неговата висока вредност ќе остане висока се додека имаме ризици, безбедносни ризици во светот, конкретно сега тука и во Европа. Кога ситуацијата ќе почне да се смирува, а тоа кога ќе почне, нели, не знаеме, тој постепено ќе почне да паѓа. Значи, тој не е неговата вредност, тој се наоѓа сега на историски највисоко ниво во однос на еврото. Тоа е нешто и појако од еврото. И се наоѓа на историски највисока вредност и ако земеме неговата реална вредност која што е, нели, проценета според тие економски параметри е далеку преценет. Баш поради овие ризици. Ако ќе почнат да опаѓаат воените ризици, економските ризици, безбедносните ризици, тогаш ќе почне тој да депресира. Така да тоа е ризикот. Да, во услови кога рековте не се знае кога би се стабилизирала ситуацијата, а во услови кога можно и продлабочување на воената криза, односно отворање на нови жаришта, можно ли е подраматичен пат на еврото во тој период до конечното стабилизирање? Јас мислам дека сега кај франакот нема многу простор за раст. Значи, мислам дека тој во изминатиот период направи... Но прашањето е сега дали може еврото дополнително и драматично да падне под ова ниво на доларот и останатите валути? Драматично не може да падне драматично, затоа што сепак да кажеме, нели, еврото има одреден платен промет, одреден, нели, промет на берзите и така натаму, каде што тие драматични флуктуации не се можни. Тие може да бидат ден, два или три, меѓутоа континуиран драматичен пад не е можен. Не е можен. Тоа што може да се случи сега, да кажеме, во ситуацијата, доколку во Европа се оствари ова сценарио на забавен економски раст, значи на стагфлација, а Америка продолжи со зголемувањето на каматните стапки, како што се очекува, може американскиот долар да биде појак од еврото. Тоа го говорат, како што кажав, и техничката анализа со прекршување на тоа силно ниво кое што беше, да кажам, мултидецениско, индицира на тоа дека доларот би требало да биде појак од еврото одреден период, барем од година дена и така. Така, спомнавме дека берзите бележат континуиран пад. Да. Особено актуелен беше падот на азиските берзи оваа недела. Зошто токму азиските берзи беа на удар и што би се случувало на светските берзи во натамошниот период, во текот на летото и особено по завршувањето на годишните одмори? Видете, берзите се поврзани со пазарот на пари, со мани маркет. Значи, како каматните стапки ќе одат нагоре, значи сега зависи овие што ги кажувавме сценарија, и ФЕД и ЕЦБ, Европската централна банка, ако ЕЦБ пристапи кон зголемување на каматните стапки, ФЕД продолжи,
тогаш дополнително ќе паѓаат берзите. Тоа е нормално бидејќи таа маргина на, односно прелевањето на очекувањата за дивиденди се фокусираат кон пазарот на пари. Значи, одреден број инвеститори се реалоцираат од берзата кон пазарот на пари. Бидејќи сметаат дека со зголемување на каматните стапки ќе дојде до намалување на економската активност. Без разлика дали таа економската активност е многу висока или е ниска, значи ќе дојде до некој успорување. Со тоа и профитите ќе бидат намалени и дивидендите ќе бидат намалени. Луѓето ќе сакаат да ги продадат акциите. Да, ги продаваат акциите однапред и се алоцираат, например, одат во купуваат обврзници, американски обврзници, европски обврзници или Кога станува збор за македонската берза, таа е малку различна од сите светски случувања и е исклучок на некој начин со оглед на тоа што и вака како непрофесионален наблюдувач на нештата, можам да заклучам дека во време кога светските берзи драматично паѓаат, македонската берза е во благ раст или е стабилна. Да. Какви се вашите прогнози за македонската берза и зошто е оваа дискрепанца меѓу случувањата на светските берзи и во берзата во Македонија? Видете, тој механизам помеѓу пазарот на пари и берзата и кај нас функционира. Меѓутоа, малку да кажам со некое, да кажам, временско доцнење од аспект, бидејќи тука кај нас можеби очекувањата не се антиципирањето на движењата не е толку застапено. Инаку, ако продолжат кај нас каматните стапки да растат, јас мислам дека ќе дојде барем до стагнација на индексот на берзанскиот индекс, ако не и до одредени падови. Така да и кај нас функционира таа, да кажеме, спрега, бидејќи кај нас каматните стапки кои беа многу ниски, голем дел од депозитите беа реалоцирани во инвестиции во акции. Се може да има нешто, да кажеме, и обратна насока, значи дел од средствата да бидат алоцирани во денарски депозити од берзата, од акциите. Така да можно е, мислам, и кај нас да има, меѓутоа кај нас тие, да кажам, флуктуации не се толку изразени. Така. Рековте дека дознаките од странство во изминатиот период се бележат раст, минимален. Да. Претходно неколку месеци поред бележеа драматичен пад. Познато е дека тие се многу битни за македонската економија. Да. Што очекувате во однос на дознаките од странство кога ќе заврши летото и периодот на годишни одмори? Видете, оваа година има раст. Оваа година има раст и тоа растот е многу солиден, да кажем, со двоцифрен, значи над 20% има раст. По падот од пандемијата, од коронавирусот. Од пандемијата, да. Меѓутоа, ако земеме го споредба и со 2019 година, пред пандемијата имаме раст. Значи имаме раст, девизните дознаки се зголемуваат. Тие на годишно ниво се помеѓу 900 милиони до милијарда и 200 евра. Значи тоа се тие девизни трансфери од приватни лица кои што влегуваат во државата. И јас мислам дека оваа година ќе биде остварена таа, да кажам, повисоката бројка од милијарди и повеќе. Така да тој е пазар, да кажам, на приватни трансфери апсолутно е не само што е стабилен, туку е во пораст, значи приливите се зголемени. Да, и при крајот на разговорот како едно кусо резиме, имајќи го предвид се она што го кажавте, внимателно ве слушав, кој би бил вашиот совет за нашите гледачи да инвестираат да ги чуваат парите во банка, да инвестираат во злато можеби, какви се условите за тргување со злато во Македонија, да инвестираат на берза или пак да купат недвижност можеби. Бидејќи вие како познавач на финансиските пазари на некој начин би можеле да дадете и некаков инвестициски совет. Па видите вака од аспект како совет за инвестиција, тоа прашање е секогаш многу, да кажам, нели сензитивно, бидејќи не може да се даде еден глобален совет или, да кажеме, основен совет. Многу е битно, да кажам, самата личност која што располага со финансии, какви има афинитети, дали кон повеќе ризик, кон помалку ризик, и многу е важно дали ги прати настаните на финансиските пазари, настаните на пазарот на недвижени или сака некоја долгорочна инвестиција која што не бара многу внимание. Но и помалку упатените економски граѓани знаат дека примерите од историјата покажале дека во услови на криза најбезбедно е да се инвестира или во злато или во недвижности. Да. Злато, видите, цената на златото сега паѓа. Значи сега паѓа цената на златото, тоа е поврзано со растот на американскиот долар. Бидејќи доларот, златото се котира во долари. Доларот порасна, цената на златото го проби нивото од $1,800 за унца, отиде се $1,700 за унца, значи тоа беше исто еден сапорт, ниво на поддршка кое што подолго време се одржуваше.
Така да за златото не би дал совет да инвестират, бидејќи златото не носи никаква камата. И не очекувам да има некој драматичен раст. Не очекувам да има некој драматичен раст. Сега се добри, да кажам, добар избор ќе бидат денарските депозити. Тоа ќе биде, да кажам, за една конзервативна инвестиција. Ќе бидат тука каматните стапки ќе се качуваат. Исто така и обврзниците, македонските обврзници, македонските харти од вредност. Обврзниците исто имаат камати кои што се во пораст. Тука имаме привлечни приноси. Што е со, ги спомнавме гасот како енергенс, меѓутоа што е со цената на светските берзи на нафтата, каков развој очекувате, дали нафтата и до кое ниво би стасала на есен и во текот на грејната сезона, пред почетокот на грејната сезона наредно? Цената на нафтата сега имаше, па да не кажам сега драматичен пад, туку имаше значителен пад од $120 за барел на $100 за барел. Тоа исто е поврзано со американскиот долар, бидејќи нафтата примерно се котира во американски долари. Значи доларот кога расте, цената на нафтата паѓа. Меѓутоа, како ќе биде во наредниот период? Падот на цената на нафтата беше сега позначителен од тоа што доларот порасна. Тоа е баш поради овие очекувања од можна рецесија. Значи, внимајте, рецесија не се само претпоставките дека може да настапи во еврозоната, туку дека и во Америка може да има некое враќање на економскиот раст наназад. Значи, првиот квартал беше со негативни бројки на пораст на GDP на Соединетите американски држави. Меѓутоа, и претходно кажав дека тие веќе имаат висок раст, имаат некое, да кажам, прегревање, така да некое враќање назад е возможно. Возможно. И затоа цената на нафтата паѓа. Мислите дека ќе паѓа и на есен? Се зависи да овие месеци, значи јули и август, иако се месеци на одмор, ќе има многу важни одлуки. Значи сега ќе имаме информации во втората половина на месецот, има состанок и Федералните резерви и Европската централна банка. Мислам дека тука и околу прашањето на гасот ќе почне да станува некако поизвестно дали ќе биде или нема да биде и ќе излезат информациите за вториот квартал на резултатите на GDP, на бруто домашниот производ, кои што се реализирани во во еврозоната и во САД. Тие информации ќе бидат многу важни. Ако излезат тука негативни бројки, тука веќе имаме некоја сериозна индикација за рецесија. Добро, зборувате внимателно со внимателни термини, меѓутоа еве политичарите и тоа голем број светски државници ги подготвуваат своите граѓани за една од најтешките зими во поновата историја. Се споменува повторно, економистите говорат со термините за оскудица, економија на оскудица. И сега ве прашувам дали е известно тоа дека еве повторно од овој свет на благосостојба на таков развој на човештвото можно е да се зборува за тешки зими без јадење и без енергенси или сепак ќе биде тоа една малце по-скапа зима? Јас ќе биде малце по-скапа зима, иначе не, мислам дека тоа нема тоа да се случи. Нема да се случи тоа. Знаете што, секогаш пазарите, финансиските пазари, нели тоа е поврзано нели со, да кажам, и со политичките искажувања, секогаш малку кога ќе настане одреден тренд, тие даваат преголем акцент, го акцелерираат трендот. Што не значи дека тој е реален. Значи ние, не знам дали памтите 2008 година, нафтата дојде до цена од $150 за барел. И тогаш сите кажуваа, значи беше оној да кажеме шум, информатички шум, дека цената ќе оди сега на $250 за барел. Дека сега нафтата ќе има рекордно високи цени. Меѓутоа, тоа не се случи, значи сосем обратно се случи. Така да, ја мислам да оставиме да видиме како ќе биде месец јули, месец август, како ќе излезат резултатите од еврозоната, од Соединетите американски држави, да видиме како ќе се развива односот на еврозоната со Русија, значи тие преговори за гасот, дали тука ќе има некои подобрувања. И јас не сметам дека нема да се случи екстрено сценарио. Значи ќе биде можеби поскапа зима, меѓутоа нема да бидат најавите толку екстремни како нема да се случи тоа. Господин Цветановски, благодарам многу за гостувањето и за вашите размисли. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, продолжете да не следете. Продолжуваме со редовните содржини во утринската програма на Телма.